почитувани делегатки и делегати на Дом, почитувани представници од политичките партии, представници од владата, од парламентот, почитувани представници од граѓанските здруженија, од медиумите, почитувани гости. Ви благодарам на сите за денешното присуство на 5-тиот конгрес на Дом, кој го одржуваме со мотото заедно за зелен прогрес. И тоа е пораката што денес сакаме да ја пратиме до сите општествено-политички чинители во државата. Не само до политичките партии, туку и до невладиниот сектор, до академската фела, до експертите, до граѓаните. Сведоци сме дека во изминатиот период постои огромна политичка поделба во државата и дека таа поделеност се рефлектира не само во политичките партии, туку и во институциите на државата, и на централно, и на локално ниво, и се рефлектира во севкупното македонско општество. И ако сакаме зелен прогрес на државата, дефинитивно таа поделеност, таа поларизација мора да се надмине. И за тоа сме одговорни сите ние и можеме да го надминеме само и единствено сите ние заедно. И да сум јасна до крај. Поделбата пред се произлегува од политичките партии, од начинот на кој ние комуницираме меѓусебно во собранието, во општинските совети, во јавните дебати на медиумите и како меѓусебно се однесуваме едни кон други, многу често користејќи дури говорна омраза, етикетирања, лични навреди и навистина несоодветно ниво на политичка култура. И тоа е нешто што ние сакаме да го надминеме, за да навистина македонското општество се движи во насока на просперитетен развој, кој што ќе овозможи поквалитетен живот на секој граѓанин. И затоа една основна порака која денес ја испраќаме од овој конгрес, 5-ти конгрес на Дом, е заедно за зелен прогрес. Кога зборуваме за зелените вредности, за зелениот прогрес, да, она што најчесто се поврзува со Дом, се темите од областа на заштита на животната средина и климата, но тоа, иако е основата на нашето делување, не е единствената тема која е дел од зелените вредности. Затоа што ние се залагаме и за напредување на човековите права, за социјална правда, особено за борбата против корупцијата и организираниот криминал и воспоставување на вистина на владење на правото, принципите на солидарност, се разбира напредување на родовата еднаквост и особено за заштита на правата на маргинализираните групи. Бидејќи не е возможно да имате демократија доколку не се почитуваат човековите права, ниту пак може да се обезбеди здрава животна средина без функционирање на принципот на владење на правото и неселективна правда. Ниту пак може да обезбедиме социјална правда без принципот на солидарност. И тоа е еден цел комплекс на зелени вредности за кој стоиме и во изминатиот период навистина посветено и доследно работевме и ќе продолжиме така и во иднина. Би сакала да се осврнам само на неколку моменти од она што веќе беше изнесено и во извештајот и во програмата за следниот период на функционирање на Дом. Се разбира, особено сега, во контекстот на оваа економска и енергетска глобална криза, обновливите извори на енергија стануваат се поважни и ако некој порано нас од Дом не разбираше кога зборувавме дека е многу важно да се направи праведна транзиција од фосилни кон обновливи извори на енергија, бидејќи на сите баш не им беше многу важно да се заштити животната средина и климата, мислам дека сега нема ниту еден политички чинител кој би бил против овие идеи за воведување
на обновливите извори на енергија, пред се за Македонија, тоа значи сонцето и ветерот. Бидејќи се стана јасно со војната во Украина дека енергијата, енергетиката не е само тема која што е важна за заштита на животната средина и климата, туку дека е тоа и тема која што значи безбедност и сигурност. И затоа ние како и досега и во следниот период ќе продолжиме доследно да се залагаме за помасовна употреба на обновливите извори на енергија во Македонија, но и на воведување на енергетската ефикасност, за изолација на објектите, за да може и таа енергија која што се произведува навистина рационално да ја користиме. И особено ќе внимаваме и ќе се залагаме за принципот на енергетска демократија, што значи не само големите бизнеси да прават фотонапонски централи и да заработуваат, се разбира, го поддржуваме и тоа, но сакаме граѓаните, сите ние како граѓани, да имаме можност не само да трошиме, туку и да произведуваме електрична енергија. И тоа може да се направи преку воведување на законски решенија кои што би овозможиле формирање на енергетски задруги, енергетски кооперативи, какви што примери веќе има во европските држави кои што функционираат и ние во соработка со нашите пријатели од европските зелени веќе го подготвуваме тоа законско решение. Значи, енергија за сите и користа од ова прекрасно сонце што го имаме во Македонија, да ја споделуваме сите ние како граѓани, не да служи само за интересите на бизнес-мокниците. Втората тема која што е многу важна за нас, веќе беше неколку пати спомнувана, но мене ми е исто така лично многу драга и секогаш зборувам за човековите права, особено за правата на жените и родовата еднаквост и особено за унапредување на правата на маргинализираните, ранливите категории на граѓани, ромите, лицата со попреченост, ЛГБТ и луѓето. Мислам дека граѓанските здруженија кои што се во комуникација со ЛГБТ заедницата и со дом навистина знаат дека имаат силен сојузник во дом кога станува збор за овие теми. Истото се однесува и за унапредување на родовата еднаквост и правата на жените. Така ќе продолжиме и понатаму да делуваме, без разлика на сите критики што доаѓаат во нашето општество на овие теми, на сиот популизам и пристапот со предрасуди кои што се однесува на оваа тема, ние постојано и понатаму ќе останеме доследни на вредностите во кои ние длабоко веруваме и за кои се залагаме, а тоа е дека нема прогрес на општеството доколку сите не бидат вклучени и доколку некои заедници и некои луѓе се маргинализирани, не се вклучени во општеството и не е искористен нивниот потенцијал. Еднакви можности за сите. И третата тема на која ќе се осврнам е борбата со корупцијата и организираниот криминал. Нешто што е канцер на македонското општество со децении наназад и за кое некако преземаме постојано некои активности, менуваме закони. Јас лично сум била вклучена во процесот на носење на закони со кои навистина се надевавме дека ќе донесат позитивен исчекор во борбата со корупција, но она што се случува не оди во прилог на ефикасно справување со корупцијата. Ние ја поддржавме идејата за ветинг уште 2016, мислам, чинам беше, кога се промовираше во јавноста, потоа таа се напушти, се одеше по некое прочистување на судството, во правосудството и обвинителството, но ние и тогаш, во 2020, останавме доследни на таа идеја за ветинг и таа е вклучена во програмата на Дом 2020-2024
И денес сметам дека тоа навистина е нешто што треба да се направи, бидејќи нас како општество не се потребни радикални мерки во борбата со корупцијата. Вториот принцип е дека внатре во секоја институција мора да се обезбедат мерки за спречување и заштита од корупција и се разбира понатаму соодветно санкционирање. Институциите и оние кои ги раководат покрај задачите кои што ги имаат во контекст на дејноста која обавуваат, мораат да се посветат сериозно на овој проблем со корупција и тоа да биде задолжителен дел од функционирањето на секоја институција. Бидејќи она што го слушаме од граѓаните е дека тие се соочуваат со проблеми, не само со корупција, со барање мито и така натаму, на секој чекор кога имаат потреба да комуницираат со некој од институциите, честните исклучоци, но пораките што ги добиваме од граѓаните се незадоволство во однос на функционирање на институциите, односно тие не можат да се ги реализираат своите потреби и барања на начин кој што е соодветен. И исто така, она што треба да се спроведе во Македонија, тоа е вработувањата, унапредувањата на кадрите, да бидат базирани на принципот на знаење, на мерит систем, на способност, бидејќи само стручни, честни, одговорни, соодветни кадри во институциите можат да излезат во пресрет на потребите на граѓаните и можат да го движат македонското општество напред. И секако тоа ќе значи и поголема транспарентност и дигитализација, тоа се исто така многу важни моменти и во рамки на борба со корупцијата, бидејќи колку сме како институции потранспарентни, толку е помала можноста за корупција и криминал, и колку е процесот на дигитализација поинтензивен, помали се контактите меѓу луѓето и помали се можностите за корупција. И на крај дозволете да се заблагодарам на нашите пријатели од Европските зелени, од Европските сестрински зелени партии и од зелените партии и движења во регионот со кои навистина имаме одлична соработка, но исто така и огромна поддршка од нив, особено се разбира што се однесува до делот на македонскиот евроинтеграцијски процес и пораките се јасни, без разлика на сите предизвици со кои ние се соочуваме на овој долг и тежок евроинтеграцијски пат, јасно е дека ја имаме целосната поддршка од Европските зелени, кои што се и во Европарламентот, присутни и во владите, во многу држави во Европската Унија и можеме да бидеме сигурни дека тие ќе останат доследни на своите ветувања и ова што го слушнавме во пораките од нив оди во тој прилог во таа насока. Така што јас сум убедена дека оваа поддршка уште повеќе ќе се интензивира и дека не само во контекст на евроинтеграцијскиот процес сам по себе, бидејќи ние зелените не сакаме процеси заради процеси. Евроинтеграцијата не може да биде цел сама за себе, туку тоа е процес кој што треба да обезбеди трансформација на самото општество. Сите овие теми кои претходно ги зборувавме. Тоа се клучните придобивки од евроинтеграцијскиот процес кои што граѓаните ќе можат да ги почувствуваат во својот секојдневен живот, со што на крајот сите овие реформи треба да им служат на граѓаните и треба да ни го подобрат нашето секојдневно живење во македонското општество во Македонија. Затоа, уште еднаш повикувам сите заедно да работиме одговорно, честно, искрено и транспарентно за зелен прогрес во Македонија. Благодарам. Благодарам многу, председателке. На гостите им
тел, значи во 13:45.